Библиотеката Тане Георгиевски, Домот за стари лица Зафир Сајто, градинките Развигорче и Синоличка се меѓу поголемите објекти кои веќе не го користат гасот за затоплување, откако цената на природниот енерген се зголеми за повеќе од 200%, односно од 30 на 80 денари по кубен метар за потрошувачите, информираше денеска новоназначениот директор на јавното претпријатие Куманово газ Марко Митровски. Најави за откажување од користењето на газ има и од гимназијата Гоце Делчев, а болницата распишала тендер за снабдување со газ, но во меѓувреме го повлекла. Од затоплување на газ се откажале и неколку домакинства, посочува Митровски. За овој месец, јануари, пошто имаше големо покачување, ни најавија од Промгаз компанијата која ни е снабдувач, дека ќе има покачување, веќе ја знаеме цената од 75 денари према нас по метар кубен. Доволни количини за сега се снаоѓаме. Уште на почетокот на месец декември склучен е договор со снабдувачот за месец јануари, каде што беше побарано од наша страна негде околу 140.000 метри кубни газ за месец јануари. Со оглед на настанатата криза во цела Европа, така и кај нас, ние добивме за користење 93.000 кубни метри газ, тоа е некаде околу 3.000 кубици по ден. Болницата пред некој ден распишаа тендер за снабдување со гасот, меѓутоа нешто го повлекоа, не знаеме што ни стигна дојава од Биро за јавни набавки. Од други поголеми кои веќе имаат почнато процедура во фаза на проектна документација, Основно училиште Карпош во центар, детска градинка Пчелка, Центар за социјални работи, Театар Куманово, тоа се проекти кои треба у скоро време да бидат наши приклучоци. План за 2022 година од покрупни проекти да дојдеме со гасоводната мрежа, Основно училиште Тори Зордумис, Средно техничко училиште Наце Боѓони, Касавски клуб, Круг, полициска станица, индустријска зона довршање во која изработка проектна документација да се почне со работа на тој потек. Надлежните најавуваат проширување на гасификационата мрежа на повеќе улици во градот. Предпријатието, според директорот, е во стабилна финансиска состојба. Финансиската во стабилна состојба, сега имаме мал проблем поради големото поскапување на гасот. Реално ние фактурите од декември месец ги наплатуваме по старата цена, новата цена ја наплаќаме по 75 денари, има голема разлика, а гасот го купуваме авансно. Меѓутоа, мислам дека ќе искочиме на крај. Најави на стабилизирање на цената до крајот на оваа грејна сезона до март за сега нема. Прво и основно, колку што добив информација од општината, треба да добиеме собствен багер, ровокопач и камион. До сега сите работи ги изведуваме со подизведувачи. Планираме во наредниот период, ако ја добиеме таа помош, да се екипираме и со кадар и да почнеме сами да ја вршиме таа врска. Да не одиме со подизведувачи. Ке има проширување, има повеќе улици во програмата. Дел од Трета Македонска опфаќа улици Перо Шварц, Тонко Димов, Јуро Ѓаковиќ, Народна револуција, Косовски бригади, населба Гоце Делчев, Драган Стопаревиќ, Тоде Думба, после имаме Октомвриска револуција, Сава Ковачевиќ, 11 октомври. Приклучокот на гасификационата мрежа чини 800 евра, од кои 15.000 денари субвенционира општината. До сега има приклучено 90 приватни субјекти и 26 правни лица. Надлежните се надеваа дека болницата ќе биде следниот и еден од најголемите потрошувачи на газ во Куманово. Новиот директор Митровски е дипломиран машински инженер на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Професионалната кариера ја започнал во 2010 година во приватна компанија, а од 2015 е вработен во МЕПСО како инженер во служба за одржување на трансформаторски станици под висок напон. Митровски е првиот назначен директор на јавно претпријатие во Куманово кој доаѓа од редовите на ВМРО ДПМН. Претходно функцијата ВД директор на Куманово газ ја извршуваше Никола Денковски од СДСМ.